На линија имам Елизабета Секирарска, професорка долгогодишна, која што ги следи проблемите во образованието, па и во средното образование од многу одблизу, што се вели однатре. Добро утро, госпоđа Секирарска. Добро утро. Ве заболев да се чуеме утринава заради онаја неверојатна вест, неверојатна под наводници, бидејќи се разбира дека таа е уште како веројатна, а која што прокружи низ македонските медиуми. Вчера беше прилично во фокусот на вниманието на јавнота масакар на петките во Орце Николов. Практично во гимназијата која се смета за една од најпрестижните во Скопје, само мал процент од петкашите кои што таму конкурираат за запишување во средно училиште доаѓаат од основното образование, само мал процент, под 10%, ги потврдиле своите одлични резултати на приемниот испит во Орце Николов. Прво, ви изненадува ли вас ваквата вест? Така, значи, разговаравме вчера и со колегите, разминувавме, ова е сепак фрапантна бројка, меѓутоа пак ќе кажам, јас лично, а и велата, генерално, оно што го чувствуваме не е изненадување, за жал. Затоа што сите сме свесни дека предолго нештата не функционираат како што треба во оваа најсуштествена, највитална сфера од општественото живење. Тажни сме сигурно, ни се отвораат многу прашања, меѓутоа изненадени не сме. Сметам дека ова сепак со оглед на се што се случува и ова не е само од сега, она што на кое треба да се стави акцент и што мене лично ми пречи, ова не е ситуационен настан сега. Ова е нешто што се провлекува со децении, само што сега стана видливо. И прилично кажува какви се состојбите во образованието, за жал. Дали таа вест вчера што простори во јавноста имаше одредена влијание, да кажем, и во стручниве кругови? Вие знам дека сте доволно упатени во не само наставните, туку и во, како да кажем, државните инстанции кои што за овие работи решават. Има ли некаква реакција после тоа? Има ли некакво научување на лекциите од изненадувањето? Помина на крајот од тие деца кои ќе се запише, да кажем само дека во Орце Николов има негде околу 250 на места за упис, се пријавиле нешто по 300 деца и само неколку десетици од нив го потврдиле својот петкашки успех. Другите ни за тројка, што велат. Ќе има ли за ова реакција некаква друга, системска? Јас се надевам дека овој аларм, еден од многуте аларми, затоа што овие 30 години алармот е постојано вклучен во образованието. Тоа што која како гарнитура дојде, матрицата на однесување подразбира да го исклучиме алармот и да почнеме од почеток, нели? Лично се надевам дека оваа фрапантна бројка, која сепак сакам и да ја изговорам во оваа прилика, ако од 292 ученика кои дошле со 5.0 просек, значи тоа е еден апсолутен резултат, што подразбира дека тие деца имаат еден сериозен квантум на знаење. Сепак тоа не е бројка за шега. Ако од тие 292 кандидати, само 11 ја го задржале тој статус, одличен успех, а дури 39 од нив имаат единици, тоа е навистина показател кој треба да ги вклучи сите можни аларми. Многу пати сум кажала досега, образованието се ги трпи деформациите во целокупното општествено живење. Не тргнува проблемот од образованието. Образованието е рефлексија на се што се случува многу долг временски период. А овој конкретен случај со овој, како што рековте, масакар во оценувањето само покажува... Цитирам некои од насловите во медиумите. Така, да, го прочитав, да. Само покажува не каде сме ние, каде се нашите ученици. А тоа што за мене како 30 годишен учител е најдраматично. Ги изгубивме децата по пат. Госпожо Секирарска, ако ова се случува во Орце Николов, тогаш предпоставам дека овој просек од 290 и неколку деца, 11 само го поминале, и ако тоа се деца кои што во Орце Николов, сега ние не ги рангираме македонските средни училишта, но познато е дека таа гимназија, ја заврши во Корчагин и Корчагин беше на времето нели строга. Така, тоа се неколку со статус престижни училишта. Престижни училишта. Тогаш можам да замислам како е во оние
училишта и средни центри за образование, каде што можеби и не се очекува и не се бара таква некаква предпоставена висока квалификација. Таму се резултатите веројатно уште полоши. Потоа тие деца доаѓаат во средно училиште. Јас морам да ви кажам дека долги години предавам на факултети и потоа ние ги дочекуваме на факултети, јас со години да држам предмети на бруцоши. Како што ќе завршат гимназии и средно училишта, така доаѓаат во првите бруцошки години. Таму тоа што го констатираме, тие дупки во познавањата, добро, мислам сега не би одел прешироко и така натаму, меѓутоа се исто така фрапанти. Може ли, значи, за 4 години средно училиште нешто да се исправа што не е направено до основно училиште и ги уште полоши кадри потоа вадиме и со резултати уште попроблематични, и пак потоа сите имаат петки или што и да имаат и во средно училиште. Така. Знаете како, за жал, образованието е верига, надоврзана една на друга. Секое наредно образовно ниво зависи од позициите на претходното. Затоа јас во средно добивам ученици од основно, формирани и со сознаен квантум, кој за жал со години веќе е дискутабилен. Вие ги добивате истите тие деца, кога ќе излезат од средно училиште и станат идни академски граѓани, ги добивате, како што милувам да кажам, со се полни ранци, условно земено, со се попразни глави. И не го кажувам тоа во негативна конотација, меѓутоа сите овие состојби укажуваат дека не се работи со децата на соодветен начин. И не се тие виновни. Она што секогаш сакам да го нагласам, посебно вчера после лавината реакција на дел од родителите, јас ги разбирам, нели? Кои завземаат апологетски став во однос на децата, зошто воопшто се тестирани, нели, ако се 5-0, тие се, нели, гениалци секако, зошто е тоа потребно. Меѓутоа, пак ќе кажам, почнувајќи од основно, бидејќи ние имаме конекција со колегите од основно образование, па преку нас во средно, па до вас во високо, притисоците од родителите, од различни структури за кои оценката стана единствено мерило на битисувањето на ученикот во клупите. За жал е тоа многу драматичен податок. Никој не се прашува колку знаат децата. И независно од оваа бројка. Дури не би рекол дека не е само прашањето колку знаат, туку е прашањето колку се всушност подготвени за критичко размислување. Значи, колку се вкусност не е само, бидејќи гледате, децата не се виновни. Јас ние и со колегите професори овие што се во редовни, јас сум сепак само визитинг, бидејќи таков ми е статусот, ама тоа веќе го правам повеќе од 2 децении. Вие практично нема што да правите со тие деца. Тие деца не се виновни за дупките во своето образование. Тие доаѓаат како готови личности со релативно комплетирана когнитивна способност, тоа се 19-20 годишни. Така е, значи капацитетот за апстрактно размислување, бидејќи на факултет која ќе дојдете треба да имате одреден капацитет за критичко апстрактно размислување, тој што е. И сега вие се прашувате што треба да правите, или треба да фатите да чистите цели генерации, оти процесите се тие, можеби не е баш од 300 деца 11, ама треба пола генерација на известен начин. Да. И потоа се навраќаме на родителите, но се навраќаме и на државата. Сакам да ве прашам, има ли потреба секој во Македонија да биде запишен на високо образование? Знам дека за ова ќе бидеме, јас барем ќе бидам изложен на кој знае какви критики, се разбира, секој е добро да може да оди на високо образование, но се направи една политика дека секој треба да заврши факултет, па дури видовме и какви реформи, од кои произлегува 23-4 универзитети во држава. Мислам, не е ли тоа една огромна лоша услуга која правиме на општеството, иако пак средните школи се такви што може би децата и не се подготвени потоа да влезат во животот само со тоа ниво на образование. Кои се вашите ставови за тоа, ме интересира? Овде начнавте неколку надоврзани теми. Прво, неоспособувањето на децата за критичко размислување. Онаш на кој децата ги научивме за жал. И пак ќе кажам, ќе ме сватите правилно, не за да ја бранам фелата или нели себе си, никогаш не настапувам така. Вината е и кај нас, сигурно како наставници, како учители, затоа што дозволивме да оној работен елан, она енергија, оној полет кој мораме да го имаме како носители на најблагородната функција,
професија, нели, учители, дозволивме да не опадне под влијание на низа притисоци кои се, нели, општествено дефинирани, како што знаеме и предолго врз нашите глави. Тоа е првиот аспект. Некако како да дозволивме да високиот степен на демотивација ни го дефинира амбиентот во училница. Знаете, ако јас влезам со силен работен елан во училницата, не е гаранција дека кај децата ќе го влеам истото. Тоа сигурно не. Меѓутоа, ако влезам во училницата како зомби, јас можам да продуцирам само зомби. Таква е релацијата, нели? Тоа сигурно. Тоа е првиот и многу важен аспект како учители го губиме од вид. Понатаму јас ќе ви кажам кратко и тоа ќе биде одговор на поголем дел од овие ваши прашања. Работам со матуранти. Се среќавам со умно дете, кој има мозок огромен, бистар момак. Му велам да разговараме, он вика не сум учел. Добро, тоа што не си учел не значи дека не можеш да ми кажеш што мислиш за тоа. Неговото прашање беше: професорка, колку треба да кажам за 2? Тоа за мене е своевидна шлаканица, своевиден пораз. Ние им го дефинираме тоа толку ниско ниво, не им помагаме уствари да го надминат тоа ниво на најниското, да не збориме за нивната способност да разговараат за нивниот став по основ на тоа што го учат. Ова што вие го викате, критичко размислување, проблемски ситуации. Се обидувам да речеме со студии на случај, бидејќи предавам менеджмент, да ги ставам во реални менеджерски ситуации. Секоја генерација натаму, наискрено кажувам, многу потешко оди. Затоа што се повеќе склони да набубаат, отколку да сватат што е тоа што би требало да го поттикне на размислување, а за него ќе значи дека нештото го знае. Затоа се овие толку голем број на слаби. Тие деца добивале петки, не спорам, ама немаат знаење кое што зад тие петки ќе стои како одбранбен механизам. Госпожо Секирарска, да ве прашам сега, да можеби да не претеруваме во некакво драматизирање, иако ова вчерашна вест е драматична, да не ова резултати на овие 2-3 тешки пандемиски години во кои што и децата, и родителите, и наставниците, и целиот процес отиде по ѓаволите, и можеби и овој резултат е и на тоа нешто, како да кажеме, една лоша реакција. Апсолутно. Само уште да завршам, ако ми дозволите, вашето прашање од предмалку околу дисперзијата на високото образование. Со сиот ризик да не бидам сватена ова што ви рековте пред малце, веројатно ќе бидеме дочекани на нож, мислам дека тој зафат е еден од најпогрешните. Апсолутно. Склона сум да гледам на тоа како чин на добра волја да на сите средношколци, идни академски граѓани, им биде овозможено да влезат во тој магичен свет. Меѓутоа, не сметам дека секој треба да студира. Особено затоа што дискутабилниот квалитет и габаритот што го изнесуваат учениците од одредени, со сета почит, високообразовни институции, покажува после дека имаме хиперпродукција на високообразовани кадри кои се само образувани, не се образовани. Има многу кратко уште време, но госпожо Секирарска, не е ли во суштина ова што го говорите, нашиот образовен систем поминува низ не знам колку веќе реформи, никој не ги ни брои, не ги ни следи и така натаму, но сепак не е ли можеби суштината на целиот тој процес токму во средното образование? Дали таму можеби не треба да се направи една реформа која ќе даде да луѓе со завршено средно образование може да имаат успешен живот во приходна смисла, во остварлива смисла и така натаму, да 1% од нив се разбира со целата социјална грижа за еднаквост и така продолжи на студирање, но да луѓето можат да остварат пристоен живот како што тоа во нормалните развиени земји и со средно образование да се вклучат во процесите животни кои што ќе им дадат. Не е ли таму практично центарот на реформите треба да се одвива? Се сложувам. Тоа е сепак ниво кое во основно тие се мали. Во високо образование се веќе формирани. Средното е се уште она преодна фаза каде што детето може да се обликува и да си го најде патот понатаму. Апсолутно се сложувам. Сите реформски зафати би требало, особено бидејќи работам во средно стручно, за тоа можам да зборувам, би требало тука фокусот да биде насочен повеќе кон навистина реални анализи на потребите на пазарот на трудот, покрај сите напори што се прават во моментот. Инаку околу една реченица околу вашата забелешка околу пандемијата, ќе кажам дека сите ние, оваа генерација сега што завршува 4 години, значи сме свесни како наставници колка баласт носа овие деца овие 4 години. Веќе бевме толерантни во секој поглед.
затоа што ние сме, нели, колку и да звучи вака драматично, втори родители, меѓутоа е така, ние сме понекогаш и се почесто многу повеќе со тие деца отколку нивните родители дома. Знаеме што доживуваат. И, многу страшни семени слики, болести, нели, ковидот со таков галоп беше многу драматичен. Веќе сме излегле во пресрет. Затоа сите притисоци, фокусот сега, благодарение на конекцијата со вчерашната дешавка, нели, фокусот сепак треба да се стави на тоа дека веќе сме биле толерантни. И оценките кои децата ги имаат веќе не се издржани. А да не збориме за 5-0. Тоа апсолутно. Елизавета Секирарска, јас ви благодарам, 9 часот и 2 минути ќе мораме да поминуваме вестите. Многу сте драгоцен соговорник, ние имаме многу кратки термини, ова се проблеми за кои веројатно сите треба многу повеќе да разговараат, но да не се грижите, госпоđа Секирарска, еве веднаш после вестите ќе продолжиме со најважните теми, а тоа е ова за каков бил францускиот предлог, како се Бугарија, едно другото, и се е поважно отколку децава како ги образуваме. А за тоа не ни треба ни француски предлог, ни Бугарија, ни Македонија, ама ете, сите сме во таа шашма некаква и тоа е она што заеднички го живееме. Ви благодарам многу за ова ваша, би рекол, значајна интервенција за овој проблем. А дека сега ќе не направат лом по социјалните мрежи. Што и да кажете сте. Во секој случај, ако ми дозволите само една секунда да одземам, се надевам на вистина на вклучување на сите аларми, или барем на нивно почитување, затоа што сите аларми трепкаат веќе 30 години. Навистина мислам дека треба еден посериозен општествен ресет, за да можеме на образованието да му ја вратиме позицијата која заслужува. Ви благодарам на поканата. Тоа е одлична поента за завршување на овој разговор. Ви благодарам.